Драги слушателки, добре дојдевте на аудио програмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Во денешната епизода ќе размислуваме за една посебна тема, која е длабоко поврзана со нашето суштествување како жени. Но пред да навлеземе подлабоко во темата, ајде заедно да слушниме инспиративна приказна напишана од страна на Дона Ешворт. Во денот кога Бог ја создаваше жената, тој работеше до доцна навечер. Дојде еден ангел и го праша: "Зошто трошиш толку време на неа?" Бог одговори: "Дали ги виде сите спецификации кои планирам да ги вметнам при обликувањето на незиното битие? Таа мора да знае да функционира во секоја ситуација, мора да биде подготвена да се грижи за неколку деца, да дава прегратки кои носат исцеленија, како на повредените колена, така и на повредените срца. Покрај тоа, таа ќе може да се грижи за другите, дури и кога самата е болна, па дури да работи по 18 часа на ден." Ангелот беше изненаден и рече: "Таа ќе може да го прави сето тоа? Неверојатно! Сите жени ќе бидат како ова која моментално ја создаваш?" Ангелот дојде поблиску до жената и ја допре. Рече: "Боже, но таа е толку мека." "Да," одговори Бог, "мека е, но многу е силна." "Не си свесен што се ќе може да издржи во животот? Ќе може ли да размислува?" праша ангелот. Бог одговори: "Не само што ќе може да размислува, туку ќе биде и способна да дебатира и да преговара." Ангелот го допре образот на жената и прокоментира: "Боже, изгледа дека нешто не е во ред во овој модел. Нешто тече од неа." Бог рече: "Тоа е солза." "Што е поентата од солзата?" праша ангелот. Бог рече: "Солзите ќе бидат нејзиниот начин на кој ќе искажува тага, сомнежи, љубов, осаменост, страдање и гордост." Ангелот не очекуваше да слушне таков одговор. "Боже, ти си генијалец," прокоментира тој. Се си зел во предвид. Жената е навистина прекрасна. Бог одговори: "Навистина е. Нејзината сила ќе го изненади мажот. Таа ќе биде способна да носи тежок товар. Таа ќе биде извор на среќа, љубов и мудрост. Ќе се смее кога ќе биде тешко. Ќе пее кога ќе сака да плаче. Ќе се бори за тоа во што верува. Љубовта ќе биде безусловна. Срцето ќе биде скршено кога некој ќе ја напушти, но сепак ќе може да се соземи и да продолжи напред." Ангелот рече: "Леле Боже, значи таа ќе биде совршено создание." Бог одговори: "Не, ќе има еден недостаток. Често нема да биде свесна за нејзината вредност, која јас си ја давам." Прекрасна приказна, зарем не? Токму ова приказната е вовет во темата за која ќе размислуваме – вредноста и достоинството на жените. Ние жените сме навистина посебни. Бог не создал на неверојатен начин, но за жал многу често не сме свесни за тоа колку навистина вредиме и затоа денес ќе размислуваме на таа тема. Драга сестро, дали знаеш дека Бог во тебе всадил голема вредност? Мојата молитва е преку денешната порака да стане свесна за таа реалност и да ја прифатиш. Драма. Здраво, Ајша. Многу ми е мило што конечно можеме да се видиме. Навистина, одамна не сме се виделе. Како си? Што има ново?
Одлично се чувствувам. Мојот сопруг доби унапредување на работата. Сега неговата плата е повисока и можам да си купам повеќе облека и накид. Ха, што друго може да посака една жена? Како си ти? И јас сум добро. Навистина сум горда на син ми кој заврши со школа минатиот месец. Ти спомнав ли дека неодамна купивме нова куќа? Всушност повеќе како вила, така што навистина сум зафатена со уредување на ентериерот и декорирање. Последната недела мора да биде спремна бидејќи ќе организираме забава за важни луѓе, владени функционери, познати луѓе, вип личности и слично. Ќе има и представници од медиумите кои ќе ја пишуваат за настанот. Навистина сум возбудена кога размислувам за тој настан. Се уште се мислам што да облечам за настанот. Зарем не е ова Мерија? Зошто изгледа вака? Кутрата таа животот е навистина тежок за неа. Секогаш го носи истиот фустан, истите чевли. Знаеш ли дека мажи го отпушти од работа? Дознав и дека го загубил поголемиот дел од заштедата. Ќе одам да ја поздравам. Немој, Фатима, зарем навистина ќе го сториш тоа? Миријам никогаш не била дел од нашиот круг на пријатели. Ние припаѓаме на друга класа. Ние сме жени со престиж. Не сме како неа. Што ќе речат луѓето ако видат дека разговараш со неа? Не ни можам да замислам што другите мислат за неа. Сигурно се чувствува безвредна. Ајде да продолжиме да уживаме во нашето кафе. Ќе одиме ли на шопинг после ова? Посакуваме добре дојде на Сара во програмата Скапоцена и сакана. Таа е професионален христијански советник и психолог. Пред малку слушнавме разговор во форма на драма помеѓу две жени кои многу јасно ни покажаа како се вреднуваат себе си како личности и кои се изворите кои им ја дават вредноста во животот. Сара, кој или што ја одредува нашата вредност како жени? Разговорот кој пред малку го слушнавме, за жал, е реалноста за тоа како многу жени ја проценуваат својата вредност. Од моментот кога се раѓаме, ние жените ја бараме својата вредност на различни начини, од различни извори. Денес сакам да размислуваме за 3 главни извори на кои им дозволуваме да дефинираат нашата вредност. Другите луѓе, самите ние и нештата кои ги поседуваме. Ајде да почнеме со најчестото застапениот извор, а тоа се другите луѓе. Често се вреднуваме себе си врз основа на тоа што другите мислат за нас. Тоа значи дека ако другите не прифаќаат, било да станува збор за семејството, пријателите или колегите, ние веруваме дека имаме некаква вредност. Но и спротивното е вистина, ако другите не осудуваат, критикуваат, обвинуваат и отфрлат, ние ќе дојдеме до заклучок дека во нас нема никаква вредност. А во денешно време не смееме да го занемариме и влијанието на социјалните мрежи во однос на тоа како жените се вреднуваат себе си. За жал, некогаш мислиме дека нашата вистинска вредност доаѓа од бројот на лајкови и следбеници на социјалните мрежи. Второ, извор од кој ги црпиме чувството за вредност сме самите ние. Ова најчесто се поврзува со физичките карактеристики, како што се убавината, високо тело, привлечност, чувство за мода, интелект, харизма и слично. Често веруваме во лагата кој вели: колку повеќе сум убава, толку повеќе ќе ме вреднуваат во своите, а и во очите на другите луѓе. Токму затоа многу жени трошат големи пари за да се разубавуваат и да бидат попривлечни. Тие мислат дека тоа ќе им даде некаква вредност, но за жал таквите жени никогаш не се задоволни, бидејќи постојано се надпреваруваат со другите. Ние жените некогаш ја црпиме својата вредност и од нивното на образование и од достигнувањето во животот. Има жени кои мислат дека колку им е повисоко образованието, толку им е поголема вредноста. Некои кои имаат таков став, а немаат прилика да добијат високо квалитетно образование, сметаат дека во нив нема никаква вредност.
Тоа е сериозна заблуда. Но дури и религиозните верувања и рутини можат да се прецепираат како извор на вредноста и достоинството. Некои жени веруваат дека ако извршуваат одредени ритуали и обреди или ако се облекуваат на скромни начини поради нивната вера или ако често се молат, дека сите овие нешта ќе ја зголемат нивната вредност како жени, како во Божите очи, така и во очите на другите. Таквите често си ставаат голем товар врз себе и постојано се обидуваат да прават одредени религиозни ритуали за да ја докажаат својата вредност и достоинство. Трето, извор од кој ние се обидуваме да ја црпиме нашата вредност се материјалните нешта, како што се богатството, парите, куќата, колите, наследството и други материјални добра. Некои жени сметат дека колку повеќе ги поседуваат овие нешта, толку е поголема нивната вредност во очите на општеството, колку е повисока незината облека, колку е поскап незиниот накид, толку е поголема незината вредност и така натаму. My worth is not in what I own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. As summer flies, we fade and die. Fame, youth, and beauty will be by. But life eternal calls to us at the cross. I will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light, but I will boast in knowing Christ at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Може би општеството не ја препознава вредноста на жените, бидејќи ги марганализира, угнетува, замолкнува, ги гледа од високо, ги представува само како машини за раѓање деца или како личности чија главна цел е да го задоволат мажот. Но Библијата ни дава поинаков поглед на жените. Ние жените имаме голема вредност во Божите очи. Продолжите да ја слушате оваа програма и ќе ја дознаете вистината. Драга пријателке, би сакала со тебе да споделам некои зборови кои ми лежат на срце.
и се надевам дека Господ ќе ти зборува додека ги слушаш. Многу често ние жените сме заведени од погрешни мислења кои се пласираат во нашата култура и поради тоа кога ќе се погледнеме себе си, доаѓаме до заклучок дека не сме доволно добри и не сме доволно убави, не сме доволно образовани, не сме доволно богати, дека сме само обични домаќинки чија единствена задача во животот е да раѓа и растат деца. А сето тоа се случува со совет во која кариерата станува поважна од мајчинството. Ако една жена почне така да размислува, сигурно ќе си речи во себе: јас како жена не вредам многу, но прашањето кој треба да си го поставиме не е што вели светот за мене, туку што вели Бог, мојот Создател за мене, и како јас како жена можам да си ја најдам вредноста и достоинството во неговата вистина, а не во лагите на општеството. Во првата книга од Библијата, наречена Создавање, глава 1, стих 27 пишува: И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи ги создаде, машко и женско ги создаде. Преку овај стих Бог не подсетува дека тој ја создаде жената и тоа според ликот свој. Ние сме како него во неколку аспекти. Имаме воља, чувства, креативност, вештини и способности да носиме одлуки. Тоа значи дека вредноста на жената е иста како на вредноста на мажот. И двајцата се создадени според Божиот лик. Преку книгата на пророкот Исаја, глава 43, стих 4, Бог ни вели: бидејќи си скапа во очите мои, многу си ценета, јас те возлюбив. Во другата книга од Стариот Завет, во книгата на пророкот Еремија, глава 31, стих 3, Бог вели: со вечна љубов те засакав и затоа останав милостив кон тебе. Во Старозаветната книга на Второзаконие, глава 7, стих 6 се запишани следните зборови: Тебе ти избра Господ твојот Бог, драга сестро, зарем не гледаш колку многу вредеше во Божите очи? Семојкниот те сака и те избира да бидиш негова ќерка. Но најголемиот доказ за вредноста која ние ја имаме како жени е фактот што Бог толку многу не засака, што го даде својот единствен син да не спаси од нашиот грев. Ако Бог не гледаше вредност во нас, тој немаше да го стори тоа. За мене, еден од најубавите стихови во Библијата се наоѓа во Исаија, глава 49, стих 16, каде пишува: На своите дланки сум те врежал. Ова се зборовите Божи кои се упатени кон тебе. Така што секогаш кога ќе се сомневаш во твојата вистинска вредност, треба да погледнеш на крстот, погледни ги раците на Исус, кои беа пообедени како доказ за твојата вредност во неговите очи. Во Стариот Завет од Библијата има една книга која го носи името Изреки. Во последната глава од Изреки, еден од стиховите вели дека добродателната жена е повредна од рубин. Бог вели дека ние жените сме поскапоцени од било кое богатство на овој свет. Без разлика кои се тие искуства од твоето минато, поради кои некога се сомневаш во твојата вредност. Исус денес ти вели: твојата вредност е поголема од рубин. Тој ја протега својата рака кон тебе и ти покажува дека и на своите дланки ги има врежано твоето име. Подобро и поголем доказ за твојата вредност никогаш нема да можеш да најдеш. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. He knows my name. Knows my every thought. He
his own. He'll never leave me, no matter where I go. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. Може би се сомневаш во твојата вредност, бидејќи сама си и мажите не те забележуваат, а ти сакаш да најдеш некој со кој ќе го поминиш животот. Одамна чекаш да добиеш унапредување на работа, но тоа не се случува. Со години наназад напорно работиш, но изгледа дека твојата работа не се цени. Разведена си и се обвинува себе си за неуспехот на бракот. Постојано се навраќаш на истите гревови во животот и се срамиш од своето однесување. Како дете си била злостувана, а може би тоа се случило и неодамна. Чувствуваш дека си ја изгубила својата вредност, бидејќи некој друг се однесувал грубо кон тебе. Твоите родители те омаловажувале или некој ти рекол дека не вредиш за ништо и дека никогаш нема да бидиш нешто во животот. Ако денес се наоѓаш во таква состојба на обесхрабреност, сакам да споделам една важна вистина со тебе. Ова што сакам да го споделам не се мои зборови, туку зборовите на Исус. Во Евангелието според Матеј, глава 10, стихови 29 до 31, Господ Исус Христос вели: Не се продават ли две врапчина за 1 денар? И ниедното од нив нема да падне на земја без вољата на вашиот Отец, а вам и влакната на главата ви се изброени. Но не плашете се, вие сте поскапи од многу врапчиња. Дали го забележа тоа? Господ Исус вели дека нашата вредност не зависи од тоа што го правиме, кое е нашето работно место, колку пари имаме во банка, нашиот брачен статус или како другите се однесуваат кон нас. Нашата вредност не зависи од поведението на нашите деца, од семејството од кое потикнуваме, нашата возраст, место на живеење или околностите во кои се наоѓаме. Кога само би го разбрале ова и кога само би ја засновале нашата вредност врз Христос, сигурно нема да ја бараме на друго место. Нема да ја бараме нашата вредност во вниманието од мажите, во облеката која купуваме и носиме, во вниманието и популарноста кој ги добиваме на социјалните мрежи и слично. Твојата вредност и достоинство произлегуваат само од Бог. Ти си создадена според Божјиот лик и тој те вреднува. И ниту една личност, ниту една околност нема да може да ти го одземе тоа. My name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls and hears me when I call. He hears me when I call. Драга пријателке, дали знаеш дека Марија, мајката на Исус, беше обична девојка и живееше во општеството во кој жените не беа доволно ценети. Естира беше сираче, таа ги изгуби своите родители уште кога беше дете.
потоа беше однесена во туѓ и непозната земја. Рута го изгуби својот сопруг, немаше своји деца и беше сиромашна. Но Бог одлучи да им покаже на сите луѓе дека овие жени имат голема вредност и тоа е очигледно веќе илјадници години наназад. Марија стана мајка на Господ Исус Христос. Естира стана царица и го спаси својот народ од геноцид. Рута стана прабаба на царот Давид и преку нејзината семејна лоза Исус дојде на овој свет. Животните приказни на овие неверојатни жени можете да ги читате во Библијата. Книгата Естира и Рута се наоѓаат во Стариот Завет, а приказната за Марија, мајката на Исус, е запишана во Новиот Завет. Но што е со тебе, драга сестро? Дали ти веруваш дека имаш голема вредност и дека Бог може да го исползува твојот живот за да направи нешто големо? Тој во тебе всадил голем потенцијал. На тебе останува да поверуваш во ова вистина и да живееш согласно истата. Драга пријателке, тука ќе ја завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не контактираш на адресата Жени со надеж.